Неуспешен обид за преземање на Битолската стопанска банка. Светски ден на срцето. Петиција за подобро кардиоваскуларно здравје. Путин го честита денот на обединувањето. Кометата C2023 на пат кон земјата. Маск го укинува блокирањето на X. Обиди за слободно образование уште од 20-тиот век. Талентираниот ученик Јан Стојановски избра да студира во Македонија наместо во странство. После неуспешниот обид на комерцијална банка АД Скопје да ги купи сите акции со право на глас на стопанска банка АД Битола, оваа банка е избришена од листата за наблюдување на берзата. Стопанска банка беше ставена на листата поради понудата за акциите, но по завршувањето на постапката за преземање, таа е одстранета на 27 септември 2024 година. Според информациите од берзата, бришењето на Стопанска банка АД Битола од листата за наблюдување било направено по завршувањето на постапката за преземање, што е во согласност со правилата за котација. Банката беше внесена на оваа листа на 5 август годинава, а по завршувањето на процесот, нејзината позиција на берзата е обновена. Македонското здружение по кардиологија и клиниката за кардиологија во Скопје денеска ќе го одбележат Светскиот ден на срцето со иницијатива за потпишување на национална петиција за подобро кардиоваскуларно здравје. Оваа активност е насочена кон пациентите, професионалната заедница и јавноста, со цел да се зајакне свеста за превенција на кардиоваскуларните заболувања. Споделувајќи ја важноста на здравите навики, се стремиме да ја зголемиме свеста за потребата од превенција на кардиоваскуларните заболувања во нашата заедница. Исто така, се залагаме за поголемо учество на пациентите и јавноста во изготвување на национален план за подобро кардиоваскуларно здравје, истакнуваат од јавната здравствена установа, Универзитетска клиника за кардиологија. Рускиот председател Владимир Путин денеска им го честиташе на граѓаните денот на обединувањето на Донецката и Луганската народна република, како и регионите Херсон и Запорожје со Русија. Во своето обраќање, Путин истакна дека Русија работи на оваа цел со години, соочувајќи се со тешки искушенија, вклучувајќи гранатирање и блокада во Донбас. Тој изрази жалење за угнетувањето на жителите на Новорусија и обвини дека западните елити ја претвориле Украина во колонија, објаснувајќи дека поразите во преговорите ја оправдуваат специјалната воена операција. Путин ја нагласи својата благодарност кон граѓаните за нивното единство и патриотскиот дух, уверувајќи ги дека вистината била на нивна страна и дека сите поставени цели ќе бидат постигнати. Спомена дека референдумите, одржани во крајот на септември 2022 година, покажале значително мнозинство за приклучување кон Русија во самопрогласените републики и региони, што ја потврдило посветеноста на Русија кон овие територии. Кометата C2023, позната како Цушиншан Атлас, ќе биде видлива на небото следниот месец, што ќе биде уникатна прилика за љубителите на астрономијата. Оваа новооткриена комета, која поминува покрај Земјата, има потенцијал да блеска со сјај сличен на Венера, што ја прави една од најсветлите комети во северната полутопка во последните 100 години. Според Шиченг Џанг од обсерваторијата Лоуел во Аризона, кометата ќе биде видлива во целата северна полутопка, а нејзиниот вечерен приказ во средината на октомври ветува импресивно искуство, дури и во услови на градско осветлување. Кометата C2023 првпат е забележана од кинеските астрономи во јануари 2023 година, а ова ќе биде првпат луѓето да ја видат. Според почесниот професор Пол Дилејни од Универзитетот Јорк во Торонто, кометите како C2023 се составени од ледени и правливи материи, а кога ќе се приближат до Сонцето, тие се загреваат и испуштаат гасови и прашина. Оваа комета, која патувала милиони години за да стигне до нас, ќе понуди неверојатен астрономски спектакл за гледање. По одлуката на Илон Маск да ја промени политиката на платформата X, корисниците кои биле блокирани ќе можат повторно да пристапат до објавите на корисниците кои ги блокирале. Според новите правила, тие не ќе можат да комуницираат, но ќе имаат можност да видат што објавува блокираниот корисник. Маск претходно ја критикуваше функцијата за блокирање, тврдејќи дека таа може да биде заобиколена, што поттикнува загриженост за границите на приватноста и безбедноста на корисниците. Оваа одлука доведе до бројни реакции во јавноста, при што многумина истакнуваат дека отстранувањето на функцијата за блокирање може да создаде непријатна атмосфера и потенцијално да доведе до злоупотреба. И покрај критиките, Маск тврди дека платформата продолжува да се развива и прилагодува на потребите на корисниците и дека довербата и безбедноста остануваат важни теми за X.
Вистина е дека изминатиот век бил полн со експерименти во различни области, меѓу кои и образованието. Вистина е дека експеримент што станал популарен во 60-тите години бил создаден од А.С. Нил, кој пишувал за него во својата книга за алтернативна педагогија Самерхил, радикален пристап за одгледување деца. Вистина е дека во книгата Нил ги опишува радикалните идеи што биле применети во училиштето Самерхил во Англија, основано во 1921 година. Вистина е дека училиштето ја представило филозофијата за слободно училиште во кое нема задолжителни лекции и може да се гласа за речиси секој аспект од училишниот живот. Вистина е дека кога Нил првпат ја објавил книгата, имало реакции во јавноста за неговите методи, но потоа тие почнале да се применуваат и во други училишта. Вистина е дека целта на ваквите училишта била да се замени авторитетот со слобода, да им се предава на децата без да се присилуваат да учат, водејќи се од нивните спонтани потреби да се поттикнат да се заинтересираат за светот околу нив. Вистина е дека овој пристап го означил почетокот на прогресивното образование и бил голем чекор во човековиот развој. Вистина е дека во училиштето на Нил учениците одлучуваат што сакаат да учат, а што не сакаат да учат. Вистина е дека нема програма, ниту барање и тестирање. Вистина е дека дури ни присуството не било задолжително. Како изгледало ова? Вистина е дека тоа може да се открие во документарниот филм Самерхил. Вистина е дека во филмот се гледа неорганизирана училница во која играњето станува здодевно по одредено време и каде што не достига атмосфера за учење. Вистина е дека таквата слобода во образованието предизвикала многу контроверзии, но исто така отвори нови можности за учениците да истражуваат и развиваат свој интерес. Вистина е дека Самерхил стана символ на новата педагогика, која ја оценува индивидуалната креативност и слобода на избор. Вистина е дека концептите предложени од Нил и неговото училиште продолжуваат да влијаат на модерното образование и да инспирираат педагози и родители ширум светот. Талентираниот Јан Стојановски, еден од најтрофејните македонски ученици на меѓународните научни олимпијади, утре ќе започне студии на Институтот за физика при Природно математички факултет во Скопје, паралелно изучувајќи физика и математика. Јан вели дека одлучил да го продолжи образованието дома поради квалитетот на наставата и посветеноста на професорите, уверувајќи се дека Македонија не заостанува зад странските универзитети. Неговата мајка, Ружица Андроникова, посочува дека Јан првично размислувал за студии во странство, но на крајот одлучил да студира во Скопје, иако тоа не е доволно ценето во општеството. Неуспешен обид за преземање на Битолската стопанска банка. Светски ден на срцето, петиција за подобро кардиоваскуларно здравје. Путин го честита денот на обединувањето. Кометата C2023 А3 на пат кон земјата. Маск го укинува блокирањето на X. Обиди за слободно образование уште од 20-тиот век. Талентираниот ученик Јан Стојановски избра да студира во Македонија наместо во странство.